Најпрво добар ден на сите. Градот Скопје и со целокупната администрација и потенцијал во смисол и на администрацијата и на јавните предпријатија се приклучува денеска на големата акција која што државната администрација во соработка со граѓанскиот сектор, со организацијата Не биди ѓубре, ја спроведуваме пред се и за расчистување, меѓутоа пред се и за подигање на свеста кај граѓаните за здравата и за чистата животна средина. Овде се наоѓаме на една од најспорните локации. Градот Скопје работи на кејот на реката Вардар, се наоѓаме на една од локациите кои што во минатото беа посочувани како локации од кои што се палат и диви огнови, кои што придонесува во загадувањето на воздухот. Заедно со Министерката за труд и социјална политика, ова е второ чистење на оваа локација во изминативе 2 години и селување на лицата кои што овдека живеа во оваа дива населба, меѓутоа овој пат одлучивме дека надвор од нивното иселување ќе треба и целосно да го исчистиме просторот со цел да оневозможиме повторно населување на луѓето. Градот ги разгледува можностите токму на оваа локација да видиме да утврдиме точно собственоста, бидејќи имаше и спорни делови во врска со собственоста на оваа земја, со цел да го задолжиме потенцијалниот собственик или околку е државно земјиштето да овозможиме облагородување на просторот, негово урбанизирање, за да спречиме повторно појавување на вакви појави. Инаку градската администрација овдека е директно присутна со јавното предпријатие улици и патишта, а низ другите предпријатија, например јавното сообраќајно предпријатие е вклучено во превозот на државните службеници на подалечните локации каде што 20 на денеска, каде што се расчистува и каде што се одбива акцијата. Сакам да напоменам дека ова треба да биде пред се порака до сите граѓани за едно поздраво, почисто, поубаво Скопје, не како ова што гледаме позади нас, туку онакво како што навистина го посакуваме за нас. Градот нема да престане во борбата со ваквите појави кои што ги имаме. Ги решаваме најспорните точки. 3 од големите депонии во околината на градот се веќе буџетирани во буџетот за 2020 и ќе бидат предмет на расчистување во текот на оваа година. Ги повикувам граѓаните да бидат дел од оваа акција секојдневно, на начин што комуналниот отпадот воопшто ќе го третираме онака како што го третираат другите европски градови, а ние веќе сте свесни и знаете дека сериозно го засиливме инспекцијскиот надзор и тука нема да правиме компромиси околу формирање на нови депонии или неправилно постапување со комуналниот отпад. Благодарам.